Почитувани гледачи, добро вечер. Во овој период есенски и настапува зимскиот нели, кога останатите спортови, освен оние што се играат во сала, се горе-доле во мирување, ти обрнеме повеќе внимание на фудбалот, еве дојде време, нели да поразговараме малку и за најважната споредна работа на светот, па и нас, каков и да ни е фудбал, тој ни е и ќе мора да видиме како да дојдеме до подобар фудбал и до подобри резултати, како на клубски, така и на репрезентативен план. Шанси имавме во квалификациите да бидеме и први, меѓутоа ќе бидеме задоволни ако бидеме на крајот и втори, па се пласираме во оној бараж. Потребно ни е, освен наша победа и нерешено со Велс, и една друга комбинација, меѓутоа тоа е тема за која што ќе поразговараме со вечерашниот мој гостин. Да не продолжам јас многу и да не ве замарам со некој бескрајен вовет, ќе го представам гостинот, вам добро познатиот поранешен селектор Никола Илиевски Джижи, и со него ќе поразговараме на сите овие теми, вклучувајќи го и клубскиот, и младинскиот фудбал, и репрезентативниот, така што ќе бидеме, се надевам, интересни и за вас. Останете на фреквенцијата на телевизија Слънце. А сега да представам што добро вечер, Джижи. Јас нема да ти пресирам, многу долго се познаваме, јас се очекувам од твоја страна да биде така. Сите овде во студиото и на вашите гледачи. Реков дека постојат комбинации да бидеме и втори на крајот, за жал го испуштивме првото место, што беше пресудно, оние 2 бода со Велс и изгубените 6 бода дома. Па добро, тоа е фудбал, не треба да се заборави дека сите играат фудбал, како што имавме овој среќа да го дадеме тој гол против Велс, така исто има и они среќа да изедначат. Тоа беше горе-доле на 3-4 минути разлика и сигурно дека ќе беше добро да се победи директен конкурент во името на и репрезентација на Велс, меѓутоа не се случи тоа. Не е ништо загубено. Доколку Велс не победи повеќе од 5, односно 6 разлика, само 3 дена пред одигрувањето надпреварот со нашата фудбалска репрезентација, односно со Лихтенштајн, на Македонија е доволно, значи, и нерешено. Значи, не се загубени шансите да бидеме втори и да влеземе во оној бараж. И без оглед на тоа, Македонија не треба да се толку врши сега огромен притисок. Нашата репрезентација преку Лигата на нации има обезбедено овој бараж на некој начин. Да, меѓутоа нели преку овој бараж што би го освоиле, ќе би добиле полесен противник. Условно речено се. Па добро, нема веќе лесни противници. Видовме, сите очекувавме дека после една одлична игра против Белгија, каде што одигравме нерешено, ни се случи со Казахстан исто така да одиграме нерешено. Пропуштивме 2 бода, каде што ќе бевме се уште на таа прва позиција, меѓутоа и ќе ни требаше значи тогаш кога одите со 2 бода предност во игра против Велс е сосема по-друга предноста и мотивацијата кај играчите и се. Мада ја и сега верувам дека има огромна мотивација, желба, само би посакал сите наши репрезентативци кои се надвор, Барди, Елмас, Алиевски, сите оние да не ги редам, Димитриевски, да играат, да имаат минутажа, затоа што сигурно дека во Велске не очекува еден пеколен надпревар, каде што они сигурно ќе одат на се или ништо, а тука е и нашата шанса. Видовме дека со една изворедна игра, дефанзивна тактика која помина на тој надпревар со Белгија, што не мора да значи дека може секогаш да помине, и сум голем противник на однапред дефанзивна тактика, меѓутоа ако налага противникот, квалитетот на противникот, самата игра, позицијата на табелата, односно одење на втора позиција, зашто да не се одигра уште по-дефанзивно него со Белгија, меѓутоа велам само ако биде оправдано на крајот да тој бот нас не носи на таа втора позиција. Се сеќавам на еден разговор пријателски и неофицијален, нормално со еден наш заеднички пријател, со Мирсад Јонос. Он имаше нез дека во последните 10 минути нема фудбал.
Века се уништува го фудбалот, иначе може да примиш гол, тоа се случи со Велс. Да, добро. Да, мислам, тоа е судењето е сега многу по-ригорозно. ВАР системот внесе една голема новина во последниве Колку го оправдуваш? 3-4 години. Па добро, јас се оправдувам во ВАР системот, само не оправдувам кога е во офсайд позиција. Значи, ако се во иста линија, ја би дал предност на напаѓачот и тука фудбалот се игра за гол, не се игра за сантиметар, па, добро, милиметар, копачката му била, што ти ја знам, милиметар, значи, милиметар. Тоа е веќе не е во ред и мислам дека се создаа голема нервоза и кај играчите и кај навивачите, посебно кај играчите и кај стручниот штаб и оние луѓе кои се грижат за клубот, односно инвеститорите, оние кои се видовме сега на последниот Ел Класико, Барселона Реал. Па дури 3 гола поништени. 3 гола поништени, а дали имаше милиметар, мислам, тоа е дефинитивно претерано веќе. Да, јас можда и во почетокот на самото воведување на ВАР кажав дека е окей се, меѓутоа не ми се допаѓа и веројатно ќе треба ФИФА и УЕФА да размислат за промена, значи кога е во ситуација да се во иста линија, ако не е цело тело пред одбранбениот играч, значи тогаш е нормално офсет, значи да се дае предност на напаѓачот. Добро, Джиже, да те прашам. Се разбирам дека се работи за големи пари и големи цифри и така натаму, сето тоа секој сака да победи. Меѓутоа го уништува ли ВАР фудбалот? ВАР системот го уништува ли фудбалот? Мислам дека не. Мислам дека не и добро е затоа што највише инсистира оние баш што одложува големи пари, затоа што имаме многу примери каде што судиите можеа да го решат првенството во една Германија или во една Шпанија или било каде, значи сега ВАР системот тоа го оневозможува, значи и само кажав, тука е веќе модификација треба да се внесат некој. Сметам дека само кај оваа позиција кога се во иста линија, значи дали му се гледал, да ми извинат гледачите, носот или прстот или копачката малце и се поништува голот. Тоа не е во ред. Јас велам нека се врати еден делич од секунда снимката назад, значи тогаш ќе биде можда и половина метар да не е во офсет играчот. Така. Меѓутоа, затоа велам и мислам дека негдека скоро прочитав дека Арсен Венгер исто така се залага во иста линија кога ќе бидат да нема офсет. И ако е тоа така, значи да очекуваме дека набрзо, ако не на ова светско првенство, наредно кое не идува, дека веќе на квалификациите за европско или следната Лига нации веќе ќе се применува. И во нормално на клубските надпреварувања, како и во Лига на шампиони и во другите надпреварувања. Вела дека целта ги оправдува средствата, те слушнав и тебе рече дека да, и дефанзива, ако донесе Ботја, се тоа вред. Да го тргнеме, си имаме селектор, си има, он си ја сноси одговорноста за игра, за се, не се мешаме тука, а еве, ќе се измешаме и се кајќи, не се кајќи, дали би играл ти така со Белгија? Па ќе кажам, значи се ќе зависи од текот на надпреварот. Строго дефанзивно да се затвориме не би било добро, значи ќе мора да играме, ќе мора да пробаме и ние да нападнеме и да дадеме, ако имаме можност да дадеме гол. Во тој случај сигурно ќе не биде многу полесно, меѓутоа не смееме да се опуштаме и еве и да се случи први да даеме гол, не смееме да се опуштаме затоа што гледаме дека фудбалот станува се поинтересен, подинамичен и дека во судиски продолженија се случуваат чуда да паднат и 2 и 3 гола. Еве на еден наш надпревар во Македонската лига, чинам дека беше тоа Башкими со Арсими или нешто слично така, знам дека беше во прашање Арсими, губеше дури 3-1, на крај заврши со победа 4-3 за Арсими. А добро, ова те прашувам заради тоа што додека ти беше селектор игравме по-офанзивно, дефинитивно офанзивно игравме. Ме интересира сега, дали поради профилот на играчите можеше да си дозволиш такво нешто? Или и со овие играчи би можело да го направиш истото? Па добро, тоа е до визијата и до филозофијата
што тренерот ја има во себе и способноста да гради напаѓачки фудбал. Имаме ли ние играчи во актуелни сега во оваа репрезентација кои што може да се теретот на офанзивна игра? Па сигурно дека имаме и јас очекувам дека ќе бидат повикани најквалитетните овој пат, затоа што се работи за еден надпревар. Поправен испит нема за да бидеме втори. Поправен рековме дека имаме преку Лига на нации. Меѓутоа, зашто не? Еве, денови читам дека Дориев игра одлично, дека Чурлинов исто така, тоа се два брзи експлозивни играчи кои можат да избегаат на велшката одбранбена репрезентација, така да мора да играме со брзи играчи во нападот и да направиме изненадување. Нели тоа значи дека ќе прифатиме нивната игра? Па добро, можда и би ни одговарало повеќе фајтерски, затоа што сепак во нашата репрезентација имаме играчи кои знаат да играат на резултат, кои знаат да задржат. Тоа е во прв ред Барди, Алиовски, Елмас, значи играчи кои да кажам фудбалски знаат да градат игра, да чуваат игра и резултат и да одат на резултат. Меѓутоа пак ќе кажам, не зависи тоа само од нашата репрезентација, зависи од нивната. Ќе биде пеколно тешко, затоа што очекувам максимално напаѓачки да игра Велс. Можда ќе биде преднос надпреварот кој ќе го играат со Лихтенштейн, без оглед на тоа некој ќе каже добро, тоа е Лихтенштейн, меѓутоа сепак треба да се одигра тој надпревар и ако играат во полн состав кој треба да игра со нас, мислам дека одредени играчи не ке можат, без оглед на тоа што они имаат навика да играат на секој 3 дена надпревари. Знаеме дека доста од нив играат и во премиер лигата, и во шкотската лига, и во други поквалитетни лиги, и дека имаат квалитетни играчи, меѓутоа ако една белгиска репрезентација се мачеше со изворедно брзи играчи и не можеше да ни даде гол, нормално со одличните одбрани на Димитриевски пред се и на целата таа одбрана, мислам дека би требало да играме напаѓачки, оноку колку што ќе ни дозволат и оноку колку што нема да биде ризик во контранапади, да не отвориме и да не оставиме преголем простор позади одбраната или измеѓу одбраната. Мора да се игра многу тесно, мора да се игра многу компактно и мора да се игра значи во одредени ситуации човек на човек. Нема тука и жолт или црвен картон во дадени ситуации ако е за да се спаси. Одбраната горе-доле функционира. Јас моја лаичко видување, нели? До на задна линија со Барди како врска е окей. Меѓутоа ме изненади, очекував дека Елмас ќе биде тој кој што ќе биде преден везник, како ја ти кажам. Пошто е мотор на екипата, би трчал лево десно, би врзувал и така натаму, меѓутоа не го играше тоа. Па добро, видите, не мора да се вратиме назад дека Елмас минатата цела година скоро многу малце одигра во Лајпциг. Има многу мала минутажа. Се погоди летен период, припремен период. Не се знаеше каде ќе замине од Торино. Добро е што и воопшто се врати во италијанскиот фудбал во Торино и одигра некои 3-14-15 надпревари, кои го вратија на некој начин. Меѓутоа, дојде пауза, летна пауза, каде што нормално и него му требаше да се одмори, затоа што по една пауза од година дена и повеќе неиграње, сега одеднаш во Торино одигра толку многу надпревари, даде и 4-5 гола и асистираше неколку голови. Така да и он се најде во една криза, меѓутоа пак е тоа на тренерот, на селекторот, каде ќе одлучи да го стави на која позиција. Јас лично би го ставил можда како една скриена деветка, значи би играл без централен шпиц на овој надпревар и со два брзи шпиц играчи, а него би го ставил како скриена деветка. Джиджи, мака мачиме со играч со десетка, како да кажем. Ала Пикси, што би врзувал комплетно.
на средина во офанзивниот дел на надпреварот, зборувам, кога ние напаѓаме. Имаме ли ние таков играч? Добро, има, како да нема. Ма зошто каде се? Барди е играчот кој е, да кажам, главниот креатор на нашата игра. Тука е, на некој начин, се враќа и во нашиот фудбал Давид Бабунски, играч кој исто така знае на средината од теренот да реши многу ситуации и да напакува. Значи, има избор на играчи, не да нема, тука е Костадиновски, тука се Атанасов, значи има доволен број на играчи кои знаат да играат и кои може да ја покријат и да ја одработат таа, да кажам, креаторска игра на средина од теренот. И па затоа велам, јас тука би го Елмас секако ставил како скриена деветка. Добро, во ми беше на проблемот. Многу лево ми беше испрелен како играч и многу слабо се вклучуваше во игра. Мислам, тоа едноставно можеше да се... Па добро, ако нешто се коментираме... Ако коментираме, например, овде со два шпица, односно трет шпиц од лева страна, со Ристевски и со Миовски на десна страна, за него можда прво играње на таа позиција, не дека низ игрите не се наоѓал на таа позиција, друго е кога као централен шпиц ке отворите на десна или лева позиција, друго е кога треба да играте стрикно на таа десна страна, па и у дефанзива да се враќате, веќе друга обврска и задача има на таа позиција и секако дека го загубивме Миовски како играч кој може многу повеќе да придонесе као централен шпиц. А кажи ми, како за прв пат го гледам Растодер како игра, има потенцијал во него? За кого го? Растодер. Влезе? Па добро, многу кратко за да можеме да дадеме некаква си оцена. Јас велам дека ете има еден Дориев кој беше порано репрезентативец или Чурлинов, зашто да не стартува, нас ни треба брзи играчи на тој надпревар. Значи, ние со спори играчи, со играчи кои немаат таква експлозија и брзина, тешко верувам дека ќе можеме да наметнеме игра во нивна половина, да имаме поседна топка и да бидеме толку опасни. Сега начнеме. Сем ако нивната тактика не е да се повлечат, да ни дадат простор, па да излеземе и тоа ќе биде за нас погубно. Сега начнеме тема, се кајќи или не се кајќи, предпоставувам намерно. И мора да прашам, 30 години играме домашен фудбал, правиме некаква репрезентација нон-стоп и никако не успеавме да создадеме систем. Никако не успеавме да создадеме игра по која што ние ќе бидеме препознатливи. Па да ги пуштиме противниците, нека се грижат како ќе играат со нас, где ние се прилагодуваме. Дали ќе играме офанзивно, дефанзивно, не играме нашата игра, немаме игра. Добро, тоа е најголем проблем низ младинските категории што прво не се усавршуваат и не се специализираат играчи за системи и позиции. Ова прашање еднаш ми го поставивте, може да има изминати 3-4 можда и повеќе години. И ќе го поставувам уште многу пати. Такво нешто кај нас не ке може да се случи, затоа што тренерите, да не ми замери никој, и јас сум еден од нив, се рогови во вреќа кога ќе дојде во прашање да му се даде на некој си тренер налог, слушај, мора да играш у систем 4-2-3-1 или 3-5-2. Значи, тоа не може да го барате. Така бев во еден момент прашан од мојот асистент, кога бев селектор на репрезентација и председател на тренерска. Имавме еден пример од Холандија, каде што холанџаните се договорија сите да играат во 4-3-3, да остане само Ајакс да игра во 3-4-3, затоа што Кулман беше тогаш тренер во Ајакс и имаше одлични резултати и во моментот беа први и дозволија само Ајакс да игра во тој систем. Сите други играа во 4-3-3. Значи, кај нас тоа нема шанса да се... А може тоа да се наметне? Како да не може? Прво тоа треба да го наметне тренерската фела, организација. Да, тренерската организација, едукативниот центар треба да спроведува такви тренажни процеси и такви вежби за тие системи и во тој случај сигурно дека
би можело. А највише низ младите категории каде што треба да се знае дека за 5-6 години со специјализација на специјални тренинзи ги подготвуваме одредени играчи на тие позиции. Па нели така полесно би доаѓали до леви крила, до бочни играчи, напаѓачи, до везни? Па, веќе ги имаш. Ама проблемот е исто така и во издавањето на лиценци. Не дај Боже да дојде и да ни се провери архивата на валидност, колку ги исполнуваат критериумите. Јас тврдам дека 70% и повеќе се невалидни. Значи има доставено лажна документација дека ги исполнуваат критериумите. И затоа имаме ваков каков што имаме А што правиме со оние позајмени дипломи? Па добро, тоа треба да се забрани скроз. Не може, тоа е смешна работа. Прво, сам себе се девалвира тренерот, што прифаќа да му бидат дадени некои 400-500 евра за да ја користи некој друг. Ова е неговата лиценца. Так. Мислам, Он да фигурира док да ја води екипата, мислам смешно. Па нема тоа е пак до федерацијата, односно е до Центар за едукација. Значи и самата фудбалска федерација треба да ги забрани таквите злоупотреби. Мора да ги забрани. И најголемиот проблем го гледам во илјадници приватни школи. Секоја чест, меѓутоа треба да се направат посебни лиги, односно да се направат некои си 6 реони каде што ќе играат тие приватни школи и на крајот од краиштата да има, ако има потреба, со овие школи што се клупски. Затоа што или суперфинале нека се направи. Одењето во приватни школи губат многу клубовите. Така. И родителите од тие приватни школи кај што ги носат своите деца се денеска менаџери. И сите тие си ги носат своите деца у кола, у авион и после тоа назад. Значи, ретко кое дете ќе успее. Ретко кое дете ќе успее. Имаме квалитетни деца и во моментот се можда надвор повеќе од 40-50 деца според моје сознание. Имаме изворени таленти, меѓутоа не успеваат клубовите да ги задржат. Има начин како да ги задржат, меѓутоа за тоа треба клубовите да си преземат чекори. Така. Кажи ми спред овој профил на играчи и профилот на играчите низ клубовите, го знаеш веќе. Кој систем нас највеќе би ни одговорал? Па добро, пред се системот мора да се гради според вредностите и квалитетите на играчите. Говорам сега посебно за секој. Затоа велам дека уште од младите категории треба да се специјализираат позиции, значи да се имат тренери едукатори кои ќе направат карактеристики на играчот за позициите што ќе треба да се игра, да кажеме, после 3, 5 или што ја знам 10 години. Затоа велам и системот и формацијата се создава според вредностите и квалитетите на своите играчи и на противничките играчи. Значи не можете кога би ги имале најдобрите 11 Ембапе, што ја знам, Рамос или оној, лесно е да направиме и систем и формација. Меѓутоа е проблемот што кај нас ќе се појави од година на година по некоја бисерче и ќе слушнеме дека отишло у Црвена звезда, како што е случајот со Гаштаров или некои други, да не ги редам, затоа што ги има многу, а со тоа губи многу македонскиот фудбал. Ако Вардар знаеше дека, меѓутоа Вардар беше тогаш во една финансиска криза, тогаш комитите фактички и некои градоначалници од општините дава средства Вардар за да преживе. Ако они тогаш знаеа дека во Гаштаров имаат потенцијал и имаат стручни лица во клубот, требаше да го стават да игра една минута за првиот тим и веќе не можеше Звезда да го земе за без пари. Ке требаше да плати 200, 300, 500, 2 милиона, 5 милиона, колку што ќе побараше Вардар во тој момент, а ако не Звезда, можда ќе го побараше Динамо или ќе го побара Бајер Минхен или некој друг. Така. Да се вратиме на основата на фудбалот и младинскиот фудбал. Ти ги спомена
приватните школи и така таму, кои што се повеќе комерцијални, отколку што се некакви школи за создавање фудбалери. Рече дека не ги оправдуваш, како би го направил ти тоа? Би ги одвил од клубските? Дефинитивно. Апсолутно. Би им наложил на клубовите мора да имаат младински пионерски школи? Не само прволигашите, и второлигаши и третолигаши. Да не дозволиш едноставно приватна школа да игра во името на... Еве еден пример сега. Завршува 19 години, 18-19 години, завршува во младински погон, зима Вардар работнички, да не ги бројам сите клубови Шкендија, си зимаат по 4, 3, 2, 5, колку имаат квалитетни играчи. Што со другите? Што со другите? Зашто другите играчи Федерацијата не ги изгрижи и да каже, третата лига ќе биде лига до 21 година. Или до 23 години. Така е. Што има у трета лига да играат по 45 годишни играчи. Има затоа лига на ветерани, нека играат тамо, ако сакаат да се забавуваат. А не уште имавме прилика да видиме, дури си истепани тие деца од аеродром горе тамо негде кај Штигле. Значи трета лига треба да биде оскочна даска. А со воведување на лига до 21 година, мислам дека Федерацијата треба да се позанимава со тоа и треба да ги услови клубовите да има, дури и да помогне во финансирањето за да може да се одржува таа лига со некои си спонзори и со Федерацијата, а мислам дека за такво нешто Федерацијата наша ќе најде на разбирање и до УЕФА и ФИФА, каде што можат да помогне, затоа што знам, сум бил во прилика да побарам помош и подршка од нив, што финансиска, што стручна, што ред други работи. Знам дека секогаш се спремни да помогне за такво нешто и мислам дека е неминовно да има лига до 21 година, затоа што не се знае играч на 18 години престанува да игра, а не се знае дали во 19-20 година тој ќе експлодира и ќе стане некој порано созрева, некој подоцна, не можеш да како играч. Еве гледаме дека Барселона префрлила 4-5 од Б тим. Тоа е до 21 година. Реал Мадрид исто така, значи да не ги броиме клубовите. Значи мора да земеме модел, а тој модел на времето, значи по старите памета дека имаше во времето на Милјанич во Југославија лига до 21 година и треба да се проба да се направи, да им се даде можност да настават да тренираат и клубовите да имат едноставно и играчи кои играат стандардно во први тимови, боле слаба форма, повреда, па за да се врати ќе игра низ, значи ќе имаат право да играат тројца играчи над 21 година, ал не може да играат повеќе. Исто така би требало да биде и таа трета лига. Третата лига би требало да ги прифати тие деца, меѓутоа пак да биде со подршка на Федерацијата и со спонзорирање на одредени фирми, па дури и државата. Дали си за оној концепт дека барем 20 играчи со 21 година треба да почнат во екипа и така? Да. Дури би рекол дека се малце... И да завршат. Да. И да го завршат на превар, ако биде секако што треба. Па добро, сега, јас да не ме свати некој погрешно, не може да се носат од надвор играчи, непроверени играчи. Не го кажам клубот, отварам да видам од каде се дојдени тие играчи. Срамоте, 7-8 играчи кои се донесени во еден клуб, немаат одиграно во последните години и пол дена надпревар. А вие ги носите во Македонска прва лига и сакате да добиете поквалитетна лига. Како ќе добиете поквалитетна лига? Како ја оценуваш лигата во овој момент? Првата лига. Македонска. Па добро, со исклучок на 3-4 екипи, клуба кои се и финански средени, пред се мислам на Шкендија, Вардар, Струга, Силекс, мислам дека останатите се мачат и нема голема разлика од првите 5-6 во втората лига. Според тебе е поквалитетно или макар за нијанса или
Во однос на минатите години? На минатите години да. или на... На минатите години, да? Не. Сигурно дека не е. Вардар е поквалитетен. Добро, Вардар беше никаде. Вардар е поквалитетен. Во секој случај. Тука е пријатно изненадување направи Башкими. Иако сега денеска мислам прочитав дека е смене тренерот по нерешениот резултат со Македонија. Ба добро, тоа е 19 бода освоени, не се малце на пета позиција, сепак Башкими доаѓа од втора лига во Шкендија? И го нема, да кажеме, квалитетот Тетовска Шкендија. Тетовска Шкендија, очекувано. Она е веќе стабилна повеќе од 10-12 години, од оној Вардар кога беше Дарко Панчев директор, Самсоненко спонзор, кога имаше квалитетни играчи донесени, големи трансфери и сигурно дека квалитетот кога ќе се слее на едно место, тогаш беше вратен Грнчаров, Горан Попов и одредени други играчи и се направи еден силен тим и беше уживање да се оди на градски и да се гледа. Меѓутоа, за жал не беше уживање да се гледа ни тој Вардар, ни ни сите овие што учествувале низ годините наназад во европските надпреварувања. Одлично, значи после групна фаза Вардар, супер резултат и на Шкендија, и тоа е за поздравување и мислам дека сем тие четири клуба, другите се сепак клубови кои куборат финансиски, со квалитетни играчи, носење на тренери од надвор, па давање, зимање лиценци. Па ги менуваат на секи тренери. Па давање лиценци, зимање лиценци. Зашто е еден Бабунски да не работи, неговата лиценца ја користат во 2-3 клуба каде што оди. Значи, не е во ред. Тоа треба да го забрани федерацијата. Не може да доне само тамо тренер кој нема пролиценца. Помина неколку месеци, колку време е Масар Омергич? Има година? Па не знам тачно, може да има година, не знам. Како да оценуваш работата на федерацијата сега? Добро, он е доста амбициозен, сакаше и пред некои десетина години да се кандидира на таа позиција, односно председател сакаше да биде, знам дека има амбиции, знам дека играше, сум бил тренер, во слога го магнат, амбициозен, колку и како ќе успее, не знам, дали одлучува се сам, исто така, не знам. Ако одлучува фудбалски се сам, мислам дека може да направи, а ако има притисоци од лева десна страна, тогаш ќе има доста проблеми. Не лоше ако остане вака како што е без нешто ново внесување. Па многу новини нема, меѓутоа новини не се за мене додела на фудбалски топки, опрема и ред други работи. Застанал тамо се слика Пандев Ѓорги Христов, прво треба да се застанат тие двајца. Значи треба федерацијата да ги подели без помпезно. Тоа се дадени значи од УЕФА и ФИФА како донација и нема што тука сликање, маркетинг правење и ред други работи. Значи такви работи се додека има, тешко дека ќе има фудбал. Лесно е да кажете вие бесплатни се бесплатно е премата, ако некој сака да ви наплати, јавете се. Тоа е би требало да се подразбира, нели? Токму така, треба стварно да вложи и државата многу, пред се клубовите, државата да ги подпомогне, односно општините да се направат инфраструктурни, значи квалитетни игралишта каде што можат каде што може да се очекува развој на млади играчи и треба да се значи остручуваат наши тренери. Зашто не бидат пуштени, не е битно. 10, 15, 5 тренери во една Англија, во една Шпанија да видат тренажни процеси, што се работи, како се работи. Едно е да видите кога ќе добиете клип, снимка или ќе извадите на YouTube, друго е кога ќе бидете тамо, пошто сето тоа сум го поминал и знам дека е многу поквалитетно теоријата што ја имате во себе
и практично да ја видите, сосема е подруго. Веќе ви се отвараат нови вилги, ви се отвараат нови можности. Тоа е... Го спомена едукативниот центар и лицензниот систем и така натаму, и мене никако да ми се разјасна тие работи. Имаме 20 клубови во Македонија и имаме 5000 тренери. Што добиваат луѓето со тие лиценци, кажи? Па јас кажав дека 70% се невалидни, неисправни лиценци, не ги исполнуваат критериумите. И работат оние кои имаат врски, пријатели и ред други работи или не се замериле со некого и тоа е тоа. Значи, затоа бев, значи, на неколку пати следам овој младински фудбал и не можам да верувам дека тренер на некои 5-6 метра од мене му се жали на координаторот, вака и вака ми претеше, не знам, ја ова сум направил за државата, ја ова за клубот, ја ова ке те сменам, ке те нема и ред други работи. Што врски? Значи, тоа е родител на дете, тоа е прво невкусно, нека се најде ону контраситуација, он да биде тренер, а овој тренеров така да реагира, да види како е. Мислам дека има многу забегани работи. И повторно се на ќе те вратам на една тема која што пред 20 години и повеќе години функционира, односно не функционира лицензниот систем. Беше создаден за да се крене фудбалот во Македонија. Па имаше тамо критериуми А, критериуми Б, како се виката, инфраструктура, па администрација, па пари, па средства. Функционира ли уште тој? Едукативниот центар? Да. Функционира, па И? нов директор е назначен Борче Христов. Што правиме? Имаме ли ние, мрдаме ли малку напред? Па не знам колку сме мрднале. Ако федерацијата сака да расчисти со неквалитетни тренери, кои ги има со лиценци, на една проверка сите лиценци, на еден состанок да се повикаат сите тренери со лиценците и да се види кој каде и каква документација доставил, и ќе видите дека проверката лесно се прави. Не може еден Миле Крстев да не биде пролигашки тренер или да не ги редам многу кои имаат и искуство огромно од надвор, кои можат да донесат новитети и модели и модуси на тренажен процес. Него го спомнав затоа што беше долги години во Холандија, во Херефен и во Гронинген. Да. Значи може да донесе. Меѓутоа не можам да се сложам со работи. Играл во општинска лига, доаѓа до пролиценца, нема шанса да ги исполни критериумите. Како? Како ќе ги исполни? Таман 50 години да игра фудбал, не ги исполнува критериумите. Таму има критериуми да си играл толку надпревари на највисоко ниво. Карикирам, 150 надпревари. За репрезентативците е плюс посебно. Значи тоа е бенефит кај што они можат да влезат во системот на едукација за тренери. Или бил интернационалец по уште по. Се тоа е во ред. Меѓутоа има толку многу тренери кои не ги исполнуваат критериумите. Еве сега кога ќе биде првиот семинар, нека се појде, нека се отворат нивните поднесени документи, каде играле, што играле, колку ги исполнуваат критериумите, ќе видите дека треба сите да си одат дома од таму. Ќе останат 2-3. А оној дел околу инфраструктурните критериуми? Па добро, за тоа треба сепак, мислам дека тука федерацијата прави големи напори, се случуваат нови терени, нови игралишта, изградби на вештачки терени. Колку е добро, толку и не е, меѓутоа во секој случај е добро да има терен кога е невреме, а знаеме дека нашата држава... Да, има потреба од една-две такви игралишта. Поготово во зимскиот период, каде што
има врнежи и ред други работи, може да се тренира без проблем, значи нема да се чува теренот, па ајде поред Вардар или поред Треска тамо негде. Да, или овие убитола поред Драгор тамо, не знам која река тече. Токму така. Мислам дека на тој план и една голема грешка, мислам дека направија кога имаше 11 прволигаши. И јас тогаш им понудив еден план, еден проект, да ја уфрлат млада репрезентација до 21 и U19 како 12-та екипа и да играат надвор од официјалниот дел, добро. Така и да се играат да. И да играат, да кажеме, секој вторник или среда, а да се играат во петок, сабота, недела, као сега што ова е добро сега што го направи Масаро Мерагич и надпреварачка комисија или комисија за надпревари, не знам како се води, да се игра 2 дена, 3 дена, тоа е многу битно и важно. И требаше да прифатат и селекторите на U19 и U21 ќе има можност 30 надпревари да одиграат. Тогаш беше трокружен, тоа се 33 надпревари. По едно полувреме U19, U21, значи со Вардар, со Шкендија, тоа ќе го превземеше, значи, федерацијата, превозот, собирот, значи играчите да играат, да имаат на увид и да земат поголем број на млади играчи. А со тоа, значи, не е исто да одиграте 5 надпревари во текот на годината и 30 надпревари. Така, плюс играте за своите клубови и тука веќе ќе се постави ултиматум на клубовите дека мора да играат тие млади играчи во клубовите ако сакаат да ги видат во U19 или во U21. Значи мора да имаат надпревари тие играчи. И после сакаме овој фудбал, како фудбал. Да ги чекаме да направат 25 години, кој јас оваа репрезентација ставив 5 со 18 години. 5 со 19 години. Што требаше да ги чекам да направат по 25-6 години? Па, има квалитет, нема квалитет. Значи тој што е помлад, да, треба да се сочека и ако има Господ и да го видат негде надвор преку тие интернационални надпревари што ги игра репрезентацијата, да се отиснат во клубовите надвор, као што се отисна многу играчи и играат долго време, 8-9 години, некои повеќе играат заедно во репрезентацијата. Значи само така може да се создадат играчи и да има конкуренција за репрезентација. Уште едно прашање за репрезентацијата би ти поставил. Зошто не правиме летен камп? Дали федерацијата, по-конкретно, дали федерацијата би требало да направи летен камп за оние наши интернационалци по светов? Еднаш годишна ги собира во Охрид недела дена, месец дена на трошок на федерацијата, едноставно да можат да ги видат на располагање кој се што се. Добро, тоа е веќе по-комплицирано и по-комплексно. Јас и како селектор на млада и како селектор на се обидов да донесам многу играчи од надвор за кои имав информации. Затоа сум и денеска благодарен на медиумите кои ми дадоа информации за одредени наши играчи. Еве во прв ред ќе кажам за Александар Митревски и за Илчо Наумовски. Значи двајцата стана репрезентативци. Така. Значи на информации од медиумите. Што сега да кажам? Повеќето од нив не сакаат да играат за Македонија. Не да не сакаат. Нас ни е драго што не контактирате, меѓутоа јас се чувствувам Србин, Црногорец, роден сум во Австралија, сакам да играм за Германија, роден сум во Германија. Значи имало такви проблеми, а имало и играчи кои сакаат да играат. Меѓутоа јас сметам дека треба да се направи турниски надпревари 6 регии каде што ќе бидат опфатени младите играчи, а тогаш нека повелат, нека дојдат сите оние што се заинтересирани од надвор, млади играчи, да играат за нашите репрезентации пред се U17, U19, U21 и секако дека веќе тука U17, U19 може да се види, како викаат, по денот се познава утрото. Дали има во тој играч квалитет, репрезентативец некој иден или не? Предпоставувам дека ги следиш на преварите на сите репрезентации.
Кажи ми, каква е перспективата? Зашто има исто нашиот пријател Арсе Андовски, кој што ја веќе ководител го сметам овде, минатата емисија рече дека ќе имаме вакуум од 5 до 10 години, после завршувањето на оваа генерација. Па добро. Не знам, тоа е негово мислење. Да, добро. Него делам тоа мислење затоа што има многу школи, има и фудбалски клубски школи, така да има потенцијал, има да кажам масовност. Дали имаме квалитет? Меѓутоа квалитет ќе има кога ќе имаме и квалитетен тренажен процес низ клубовите, па што еден селектор, еве кого и да го земеме сега од овие U17, U18, U19, U21, што он може да направи за 3 дена? Тоа го зборувам, значи немаме. Не може ништо да направи. Не може да научи фудбал. Така, меѓутоа, ако е генерација и ако се и селектира добро, тука нема, слушај, ова е моje дете, ова е од оваа партија, оно е од онаа партија, овој ми е Вујко, оној Чичко, оној Петко, Цветко, така не се прави репрезентација. Порано нека не бидат така тренери. А за жал има многу такви. За жал денес има многу такви. И затоа не можеме да имаме квалитет. Кога зборам, не само у репрезентацијата. Ајде у репрезентацијата, еве веќе и по доаѓањето на Маса Ромераѓич испливуваат одредени имиња кои, нешто биле, значеле, да очекуваме, да им дадеме време и простор. Така, меѓутоа, по клубовите вие имате смешни работи, кои се работи во овие најнаши престижни клубови. Така. А и нема ни да работи било кој, да не именувам некого, за некој тамо 300, 400 или 500 евра плата иде работи. Па иде на работа, па доаѓа. Тој не може да биде тренер. Так. Тренер е или од Сабајле или попладне. А не може тренер да се јави на своите играчи, деца, да им пушти порака и да им каже дојдете у 9 Сабајле на тренинг, а они се у школа пола од нив и повеќе. Па не може. Ти ќе се прилагодиш и ќе работиш, значи ако имаш одвоено деца што идат по Пладне и Сабајле, ќе работиш и по Пладне и Сабајле. А не се Сабајле јас ќе работам со групава и по Пладне ќе цевам перица, земи ги ја да не доаѓам со твој. Истрча ги имам. Ама не е така. И затоа не е. Кажи ми што би било идеално, си бил во многу клубови си бил. Каде било идеално, ајде условно речемо, нели? Најбоље да се работи со, си ги следил, ти си бил на првата екипа, нели? Меѓутоа си имал време да ги зирнеш и тие пионерски школи младински. Колку тренери треба тамо да има во тие школи? Тоа е посебно голем проблем кај нас. Давате 25 играчи на еден тренер. Не може еден тренер со 25 играчи. И да кажеме тој тренер е напаѓач или одбранбен играч или играл во средината, везни играч, така? Значи, со него треба да работи, со одбранбениот треба да работи некој одбранбен играч. Што бил одбранбен играч, тренер. Во нападот треба да работи некој што бил напаѓач. Значи, не може еден тренер 25 играчи. Значи, но тие 25 најмалку тројца. Па еве, генерација јас кога бев, например, младинец, во млади категории, Дончевски беше као шеф на Мирко Илиевски и Петар Шулинчевски. Значи, тројца работеа. И нормално голманите работеа тогаш со четврти веќе. Со Цветковски, со Жмара. Значи, вие немате по еден тренер. Нема шанса еден тренер со 25 играчи. Не можеш да ги следиш едноставно. Нити знаеш да му кажеш. Ама еве ќе дојде надпревар. Дал да води, дал да им помага, дал да им укажува или да запишува. Што не е добро, што е добро и ред други работи. И во која минута се случило, па да може да направи со нив. Меѓутоа клубови денеска не сакаат да си дозволат тако нешто. Па кој? Ајде не знам. Па им треба, еве кажав, значи треба да му дае минимум, еве нека и 500 евра на тие помладите категории, помалите категории. А зашто тие се понебитни од екипата? Не се понебитни, меѓутоа не бараат толку, да кажам,
внимание како што се такмичариве. Ова се деца на 8, 9, 10 години, тоа не се такви такмичари. За ние 15, 16, 17 години. Тука веќе мораш и да му укажеш, и да седнеш, и да разговараш, индивидуално, групно, тимски, секој надпревар, пред надпревар, после надпревар и ред други работи. Имав прилика да гледам тренери, изгледа таму каде што живееле или имале планина или немале планина, па многу викаат на утакмица. Не, сериозно, значи не можете со деца да бидете толку грлати и едно исто, па се фатил само на еден играч, само на еден играч. Тој што ти е најблиско. Вамо прават други грешка, уште се занимава со истиот играч. Мислам, не е во ред и тоа треба да се искорени и на такви не треба лиценца, уопште лиценцниот центар да дава. Затоа лиценцен центар прави продолжување на лиценца на секои 3 години. Тоа е тоа. Многу сака во младинскиот фудбал и има, значи, за македонскиот фудбал 6 региони да се направат за млади категории, надпреварување, турнирско на крајот од годината, мај, јуни, тамо, да се сретнат најквалитетните, па да преминат и да дадат квалитетни. Еве, да кажеме, зашто да нема сега репрезентацијата да игра со репрезентација на новинари? Тоа сега да прашам. Зашто да нема? Па со репрезентација на странци. Еве, ја бев селектор во Бангладеш и играв со репрезентација на странци, играв со репрезентација на новинари. Зашто? Значи, ќе видите, ќе дадете можност. Тоа е добро. Ајде малку ми останува, многу се фативме со репрезентација, да ми да доста поучно и одлични предлози, мислам, дефинитивно. Само уште нешто. Каде сте вие поискусните тренери? Тргнати сте на страна, имате млади генерации кои се многу квалитетни. Да, па ние сме стари тренери. Готово више. Да. Не знаете, препознаете добар играч, тоа е. Добро. Тоа е голем проблем кај нас. Тоа е, кажав, ако не си во политиката или ако не си Чичко, Вујко, ако не ти е некој, ако не му се допаѓаш на некој и ако си се замерил за нешто, тука е завршена работата. Па како беше пред некој ден го видов и Арсен Венгер уште на стадиони доаѓа веројатно и Совет текнеле. Не го оставаат него така, ако има 100 години човекот, не е битно. Како и да е, имаме ние квалитет млад. Ќе дојде денес. Сега те прашам, дали Шкендија Тетовска може да биде она што требаше Вардар да биде замаец за кревање на фудбал, на квалитетот на фудбал во Македонија. После овие игри во Европа, уште е во Европа, нели? И ќе изигра 5-6 надпревари, колку ќе изигра тамо. Дали е во шанса да биде такво нешто? Па добро, не може да се прави таква паралела помеѓу Вардар и Шкендија. Не, зборам за актуелниот Вардар сега. Да. Овој Вардар, окей, значи има во моментот квалитетен тим, има одлични резултати, под војство на Седловски, значи финансискиот дел е решен во Вардар, најверојатно, чим нема бунтови, чим редовно се исплаќа, имаат одлични резултати и последниот надпревар, значи со директен конкурент, добивате 1-0. Мислам дека Шкендија не може од причина што веќе и тоа го препознава и УЕФА и веќе ги казнува на 2 пати, а тоа не е добро за еден клуб и мислам час поскоро оние кои се грижат за Шкендија би требало да го решат тој проблем. Јас во еден период кога бев тренер во Ренова, мислам дека имаат многу бројна публика, дека се фанатици, дека си го сакаат клубот. Меѓутоа, кога ќе се измешаат некои работи, како во случајот сега што беше пред надпреварот со Вардар, не се во ред, а исто така и на меѓународните овој надпревари што ги одигра, овој пат се казнати можда со 20, другиот пат со 200, третиот пат нема ни да им дозвола да играат и тоа не е добро воопшто за македонскиот фудбал, а посебно за спонзорот, за човекот кој
овие 10-12 години на стабилни нозе го ја едноставно ја држи Шкендија и да кажам, пак ќе се повторам, во времето кога беше Самсоненко и Шкендија квалитетна јака, имавме фудбал. Тогаш, значи, и другите клубови сакаа, неќа беа квалитетни, и Силекс, и Беласица, и Работнички, и Победа, и некои други, да не ги бројам сите. Значи, квалитет. Ме разбирате? Значи, нема квалитет со 500.000 евра у годината, сакате вие да идете у Европа. Тоа може да се случи еднаш, у 10 години заврши приказната. Мене ми е, искрено да ти кажам, дали сум јас навикнат или не сум навикнат, или може би сум стар кол веќе, ајде да не кажувам такви работи. Меѓутоа, ова ми е малку безлична прва лига во Македонија, без Победа, без Беласица, без Куманова, да го кажеме, без Борец, без тие центри. Некако ми е дојде некои нови клубчиња кои што, ајде, не знам дали можат или не можат, ама повеќе општински клубови се него што може да прва лига да игра. Значи, проблемот на сите овие клубови што ги спомнуваш е финансирањето, стабилноста. Тоа носи стабилност. Значи, буџет однапред, па еве работев 4 години у Словенија. И може лесно да појдат, тука е и Агим Ибраими во Федерацијата, он добро знае како се работи квалитетно во младите категории во Словенија. Значи, само да се преслика и да се пренесе тука. И таму има школи, меѓутоа не може да се осипуваат клубовите како што е Марибор, Олимпија, Целје, Мура. Апсолутно, сигурно, и секако дека треба да се земе урнек од нив, затоа што беа 2 пати на светско, беа 2 пати на европско. Имаа свој представник во Лига на шампиони преку Марибор, имаа своји представници во европските лиги, така да не се за подценување. Ова еднаш кога го кажав уште во времето кога работев првиот пат таму, сега отишол Джиджи таму и сега ги дува словенците. Ама нема, се гледа дека прво вложуваат. Еве да ви кажам како младинскиот погон на Целје, кога бе во Целје, како го финансираа. Значи се договорија со неколку спонзори фирми да ги финансираат децава, да ги стипендираат и од продажба која ќе станат првотимци и бидат продадени, имаат веќе договор 30, 50, 20% и ред други работи. Значи, тогаш, ама не, оние што ги вложуваа парите, односно што ги финансираа, знаеа дека идат директно на сметка на играчот. Не иде во клуб, а од клубот не више трага нема каде се... Ја платјат првата екипа. Токму така. И грешка е, да кажам, со ваучерите што беше направено во Македонија. Требаше да се достави од сите клубови, значи, список, кој се на списокот, со своји сметки и да им биде платено на сите стручен штаб, економија, значи сите во клубот кои се. Играчи и да бидат исплатени така. Вака им дава ваучери, ги оценува многу за да им ги сменат. И немаше ништо тоа. Им дадоа ваучери за опрема. Што му даваш ваучер за опрема? Дај им на платен список и завршена преку Министерство за спорт, сега тогаш Агенција за спорт и млади, значи се решава, меѓутоа треба да се седне и да се поразговара. Таа фудбалска фела од надвор, сите оние кои работеле и играле и као тренери, еве го Џоко Хаджиевски, наш најуспешен тренер, капа доле, како тренер, наш најуспешен селектор е Игор Ангелевски, ниеднаш не е повикан за било што, немам ништо против тоа, меѓутоа, дајте да седнеме и... Користи ги нивните искуства. Така, кога беше Милевски за бркање, после 7-0 со Англија и 5-2 од Италија,
Јас во емисија кај вас ви кажав дека следните надпревари што ги одигра 1-1 дома со Италија и со Англија, дека он си го продолжи договорот. Така. И сигурно дека на еден селектор и тренер треба му се даде време. И овој пат треба му се даде максимална поддршка. Сите ние грешиме, и другите работа тренираат. Има уште едно прашање, ама ако ти го поставам прашање, ти пречекора има многу време. Ќе бидам краток како е... Краток за репрезентација и за еден фудбалер кога што го спомена сега, Агим Ибраими, дали сметаш дека можеби најонеправдениот фудбалер во Македонија беше и еден најдобрите, и Глогетер беше и 3 пати прогласуван за најдобар играч и никако да биде повикан на репрезентација. Зборам до сега. Добро, вака сега не е само он. Па добро. Едниот се уште игра, Трајковски, Александар. Александар. Значи, најбитните голови ги даде, а после тоа немаше минутажа никаква, дури размислуваше да не доаѓа више во репрезентацијата. Кога беше големиот пост на големиот Гранде од Струмица, головите ги даваа баш овие двајца, Агим Ибраими и Александар Трајковски. И затоа и едниот и другиот беа во немилост. Александар, значи, кога висеше Игор Ангелевски Мрме, во Струмица со Албанија го даде голот и го реши случајот, останува Мрме. Исто така сега со Италија во баражот. Так. Кога исто така Милевски висеше, го даде голот. Рекол дека ти го пречекорим времето од режија ми јавува, мораме да завршиме, Джижи, ти благодарам што беше мој гостин. Нема веќе толку. Има многу да се збора за фудбалот. Нема веќе толку благодарност. Рад да бидеш, ќе ми бидеш повторно гостин. Благодарам. Само што нека дајде да играме со Велспа, ќе разговараме повторно. Да одиме на светско, е најважно. Така. Ти благодарам уште. А пошто е на 19 ноември. Добро. Еве можност на играчите да му го честитаат 90-тиот роденден на Андон Дунчевски. Ете, ти имаме тогаш емисија од прилика и ти му го честитаме и ние. Во секој случај. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата, се гледаме следниот четвртак.